Почитувани, СДСМ денеска алармира за сериозни злоупотреби и скандалозно однесување во Министерството за култура и туризам под раководство на Зоран Љутков. Прво, својот возач го унапредил во кабинетски службеник, само за да зема 30% повисока плата. Потоа, вработена од неговиот кабинет, ја поставил како председател на управниот одбор во Опера и балет, што е очигледен конфликт на интереси. Министерот Љутков потрошил над 50.000 евра за патувања само во второто полугодие од 2024 година. Купени се и нови авионски карти за нова тура во Јапонија за септември, каде на државна сметка ќе настапуваат Ана и Игор Дурловски, кои имаат блиски врски со власта. На 19 мај годинава, Министерот за култура и туризам Зоран Љутков ја разрешил државната секретарка Марија Ѓоргова со единствена цел да ја овозможи унапредување преку интерен оглас на позиција државен советник за европски прашања и креативни индустрии. Иако официјално разрешена, Ѓоргова продолжи да се представува како државен секретар. Јавно настапува на настани, отвора изложби, патува на државен трошок во Ватикан, на Венецијанското биенале, дури и ја примила грчката амбасадорка во својство на државен секретар, позиција од која е службено разрешена, што е своевиден дипломатски скандал. Скандалозно е што по исполнувањето на личните желби, Ѓоргова е повторно вратена на функцијата државен секретар, унапредена и згрижена. Почитувани, ова е класично кршење на законите, злоупотреба на институции и директна навреда за сите културни работници во државата. Затоа СДСМ јавно бара институциите да поведат постапки за ревизија и одговорност. Злоупотребите со јавни функции и народни пари да престане веднаш. Ова не е политика во интерес на културата. Ова е културна катастрофа. СДСМ нема да молчи. Ке продолжиме да се бориме за вистински вредности, отчетност и почит кон културните работници и граѓаните. Ви благодарам.